Гласот на Америка на македонски јазик можеби ќе биде затворен во јуни оваа година. Тој не влезе во буџетот за 2015 година, а го нема и во предлогот на американскиот претседател Барак Обама за буџетот во 2016 година. Конгресот денеска слушна од претседателот на Обединетата македонска дијаспора Мето Коловски зашто овој сервис не треба да биде затворен. Се работи за Конгресот за одобрување на средства кои треба да одлучи дали ќе го прифати или не предлогот на американскиот претседател. Коловски, што кажавте денеска пред Комитетот за одобрување на средства на американскиот Конгрес? Да, прво сакам да потенцирам дека ова беше првото излагање на американец со македонско потекло, така да многу сум горд што имав прилика да ја представам Обединета македонска дијаспора и целата македонска америчка заедница во Америка. Целта на ова излагање беше да се бара покачување на средства кон Македонија, не само Voice of America, ова гласна Америка, што исклучително е многу важно поради тоа што е еден вид на признавање на македонскиот јазик, македонскиот етничност, идентитет, култура, така да многу е битно да има гласна Америка и да продолжи гласна Америка да метува во Македонија и како и во останатите земји во регионот. Исто така во буџетот за 2016 година не е спомната за финансирање и Радио Слободна Европа на македонски јазик. До сега не се случило во историјата на американската држава два медиуми на исти јазик да бидат укинати во исто време. Дали ова некоја е порак? Знаеш што, ние добивме дознание дека е ова некакво бюрократско решение околу јануари донесено од некој што нема никаква врска со Балканот. Одлучува каде да скратиме и си гледа дека Македонија понапредува на некој начин, но ние напротив мислиме дека мора да постое ови медиуми. Оти еве гледаме и сега во Македонија што се случува и политичката криза и мислиме дека е неопходно да има повеќе медиуми да постојат за целата ситуација, но и да се продолжи работата што е работеја до сега. Да, инаку, бидејќи македонската телевизија присуствуваше на ова сослушување, беа побарани дури и милиарди долари за одредени проекти, а само да кажеме дека Гласот на Америка на македонски јазик годишно може да се финансира со околу $360,000. Студио?